Како што реков на самиот почеток, чествувањата за Христовото воскресение и нашиот заеднички нов почеток продолжуваат. Великденските символи и натаму се моćна азбука што до сите христијани пишува и испраќа светозрачни пораки за љубов и верба меѓу луѓето. Во исто време, меѓу верниците зрее и закрепнува надежта во поубаво утре и ги полни нивните души со блаженство Господово. Еве, во продолжение ќе ви предадеме фрагмент од поемата на Ефтим Клетников, Живиот камен, инспирирана токму од овој празник над празниците, Христовото воскресение. Да, светот не е веќе камена болка. И жив е тој камен искупителен, што слезе долу во гробот. А потоа се вознесе на небото, пеејки со глас што поместува планини и мориња. Небото и земјата ќе ги снема, но моите зборови ќе останат. Тој камен жив е веќе, првиот плод од големата жетва, во која дотрајниот свет го снемува, а новиот од ново сал се создава. Трикратно повеќе блесна небото, кога се вознесе тој камен и кога како сонце на вселената застан од десната страна на татка си. Светлина сиот, од светлина цел, зенит на вселената. Се отлепи бесенка тој од подземјето на смртта, обновувајќи го за 3 дни само храмот разурнат на телото. Во рани сиот, на место што не е ранливо, ни трошно. О, блажен, после толку страдања, преобразен беше гробот негов, во винска чаша што наздравува, сред орото свадбено, на кое море со планина. Човек со жена и звезда со звезда за рака се држат. Се крена тој камен младоженец, водејќи го за рака, како дете подмладен светот, директно во пресред на судбината. Но сега, преобразена од земна во небесна. Се крена како зенит тој и застана на темето на вечноста. Неранливо и без болка, што е, под кое гори огнат свет на чистата радост. Се крена откако ги разбра апостолите зборовите негови. Јас треба да ги вршам делата на оној што ме пратил, додека е уште ден. Оти настапува ноќ, кога не ќе може тој да работи. Дури сум на светот, јас сум негова светлина. Беше тоа светлина која како праводите разбудени бликаше од секаде, од секој атом на материјата и од секој жив створ, чија темна душа, отворена и преобразена, светка како рубин во душата на Создателот. Еве во нашата редовна рубрика во која третираме, ги правиме оние истории што се однесуваат на теми од вселената. Овој пат нешто специјално по повод денешниот ден, нешто за што многу малку се зборува. Ке зборуваме за поврзаноста на христијанството и астрономијата од една страна, но и за деновите поврзани со чествувањето на Христовото воскреснување и астрономските аспекти и толкувањата од друга страна. Гостен во нашето студио Зоран Милчевски, а ни доаѓа од Астрономското друштво во Скопје. Добро вечер, Зоране. Добро вечер. Христос воскресе. Ваистина воскресе. Да почнеме од со прашањето по која формула, или уште подобро речено, по кои правила го
одредуваме Великден со оглед на тоа што во првиот, во вториот и третиот век Великден се славеше во различни денови? Па да, со самото формирање на христијанството како религија, нели 313 година не признаено од Константин Флавиус Валериус, или во историјата познат како Константин Велики, во тогашниот дел на тогашната римска држава се формираат неколку епархии на христијански епархии, значи една е египетската, на Александриската епархија, после Антиохиската, Цариградската, Ерусалемската и римската епархија. Сега кај сите овие епархии различно бил прославуван денот Великден, односно воскреснувањето на празникот Великден. И се од таа причина, значи се славело пред Пасхата, пред еврејскиот празник Пасха, или после Пасхата, или еден датум го славеле, да речеме, Антиохиската, во друг датум го славеле Ерусалемската епархија. Така да Константин Флавиус Валериус 325 година го свикува првиот Вселенски собор на сите христијански цркви во тоа време, нели, на сите 5 епархии, во градчето Никеја, иначе денеска тоа е едно градче Изник се нарекува и се наоѓа на 100 километри југоисточно од градот Истанбул. Таму свикува Вселенски собор на кој покрај останатите религиозни прашања се носи одлука и тоа како ќе се прославува Великденот. Сега, од таа причина, мислам, нова заседание се формира една посебна група која што одредува дека Великденот секогаш ќе се прославува после денот на пролетната равнодневница, а као ден тогаш на 325 година, ден на пролетна равнодневница се зима 22 март, после еврејскиот празник Пасха и првата недела после полната месечина. Сега да напомнам овдека дека еврејскиот празник Пасха секогаш се паѓа во денот сабота или шабаат, како што нарекуваат евреите, односно на 14-тиот ден од месецот Нисан, кој што се паѓа секогаш као 6-ти месец во еврејскиот календар. Освен кога кај во еврејскиот календар се паѓа престапна година, пошто видите, во еврејскиот календар нема престапен ден како што во нашиот календар што постои, него има престапен месец. Тогаш во тој случај после месецот Адер, значи наредниот месец се додава уште еден месец кој што се нарекува втор месец на Адир, и од таа причина доаѓа да празникот, да месецот Нисан се поместува за едно место подоле, значи. И од таа причина кај нас доаѓа и да речеме тоа што Великденот може да се падне од 5, значи зборам за православниот свет, од 5 април според грегоријанскиот начин на броењето на годините, па се до 9 мај, значи во периодот од тие 35 дена. Значи, таа 325 година е установена оваа формула која што во православниот свет важи и ден денеска. Меѓутоа црквата на 1054 година настанува одвојување на црквата, значи се двои источната православна црква со седиште во Константинопол и се двои западно римокатоличката црква со седиште најнапред во Рим, а после тоа во Ватикан. Сега западната црква, односно римокатоличката црква го ја отфрла Пасхата као празник као еден од условите за прославата на Великденот, така да денеска ние во римокатоличкиот свет може да се падне Великденот да се слави еден ден после пролетната равнодневница, значи еден ден после 22 март, пошто се уште се зима 22 март, иако пролетна равнодневница оваа година принос се падна на 20 март, значи може да се падне од 23 март па во наредните 35 дена, мислам тоа зборам за кај римокатолиците. Иначе што се однесува според начинот и како се одредува Великденот, значи денеска постои една така наречена Гаусова формула, тоа е Фридрих Гаус, мислам, предпоставувам дека ако не ништо друго сте имале прилика да го видите на банкнотите од 10 марки, 10 западногермански марки, мислам, тоа е еден така човек со капа. Да, своевремено, бивши директор на астрономската лабораторија во Готинген во Германија, и он е имал восстановена таа Гаусова формула, која што во 99,9% од случаевите е точна. И она го одредува празникот Великден, меѓутоа
без разлика на тоа, оваа формула сепак може да даде и некоја грешка при прославата на Великден. Така да, таква грешка е направена или од 1962 година, направена или од 1941 година и низа грешки низ историјата. Значи, обично тоа се случува со дали може кога месечината е точно полна. Затоа што нели кој што реков, едно од правилото е месечината секогаш првата недела после полната месечина. Таа полна месечина, да речеме, не може да одредат свештеници, без разлика, мислам, едино нормално ако свештениците не ја познаваат доволно астрономијата, значи тоа мора да го одредат строго астрономи. И од таму се јавуваат и тие грешки такви што се јавиле или од 1962 година или од 1941 година. Добро, како што реков, вечерува ќе зборуваме за Великден, односно поврзаноста на овој христијански голем празник со астрономијата и астрономските аспекти и толкување. Но во меѓувреме, во нашиве редовни рубрики постојано имаме слушатели, љубопитни слушатели кои што нешто прашуваат. Малку е надвор од темата ова прашање, но сепак предпоследната на Радио 2 секогаш го следи и секогаш ќе го следи интересот на своите слушатели. Еве една СМС порака, велам надвор од нашата тема е, но сепак да одговориме. Прашањето гласи: се гледаат ли Плутон и Церес со аматерски телескоп? И дали од авион може да се види закривеноста на земјата? И уште едно прашање: може ли туристички да се надгледува лансирање, било од Флорида, било од космодромот во Бојконур? Па, за првото прашање, дали се гледаат Плутон и Церес со аматерски телескоп? Па видите, мислам, не знам што се подразбира под аматерски телескоп. Примереве, телескопите што ги има Скопското астрономско друштво, има телескоп од 4, од 6 и од 8 инча и они вршат зголемување некаде, овака добро, за да се гледа некаде 400 до 600 пати. Плутон мислам дека е на границата и мислам дека не би можело да се види. Видите, Плутон има 14 магнитуда. Тука негдека нешто подобра магнитуда има Церес. Мислам дека околу 11 му е магнитуда. Церес мислам дека е некаде околу 14. Со овие нашиве телескопи мислам дека Плутон не би можел да се види. Иначе, што се однесува до другите планети, мислам, значи до Плутон, пошто нели првите овие до Сатурн се гледаат со голо око, Нептун и Уран и Нептун можат многу убаво да се видат. Дури имаше еден астроном од Скопско астрономско друштво кој што со голо око го гледаше Уран. Мислам, он секогаш го знаеше каде е Уран и мислам со голо око кажуваше дека го гледа. Мислам, иако тоа е реткост, мислам, наистина треба да се има око па да се види Уран со голо око. Меѓутоа, Плутон е некаде 13-14 магнитуда и не верувам дека би со овие нашиве телескопи дека би можеле ние да го видиме. Мислам дека е на граница на ова. Добро. А дали од авион може да се види закривеноста на површината на планетата Земја? Сад од 12.000 може би. Од 12.000 пак е тука, пак се збори за некоја граница. Мислам дека кога би биле на 20 или на 30 километри која би летале авионите, пример, мислам да зборам хипотетички, не можат на таа висина да летат. Мислам дека јасно би можеле да се види закривеноста. Меѓутоа на 10.000 метра па не знам, малце ми е премногу малку. Да, премногу малку е, мислам. Иако видите, уште човештвото, значи првите сознанија за тоа како земјата е округла, нели се добива од она кога се посматра на отворен простор, кога се посматра некој брод. И се бродот постепено нели започнува се губи, да, значи најнапред се губи оној долниот дел, па се на крај на катарката, како се нарекува, катарка, оној високиот дел. Јарболо, да. Е са да се види таа закривеност, да речеме бродот ако отишол 40-50 км, и пак тоа е малце симптоматично, мислам, малце чудно. Меѓутоа, еве што се однесува до прашањето, мислам дека од 10.000 метра, од 10.000
Да, од 10 километра не би можел да види. Добро, ако надгледуваш, што е малку инвентивен, може би ќе почувствува. Па да, можда, ама мислам на 20 кога би се качил, мислам дека би можел. Посигурна работа. Да. И третото прашање, дали може чисто туристички да се надгледува лансирање од Флорида или од Бојконур? Па за Флорида знам дека може да се наблюдува. Мислам, секогаш кога се полетува шатлот, се нагласува дека ете во тој ден, тој час полетува. Има доста посетители. Знам и еден член од Скопско астрономско друштво кој што као студент престојуваше во Америка и мислам дека беше на едно полетување на шатлот. За на Флорида знам, меѓутоа за Бојконур знам порано дека на Бојконур беше многу строго да се пристапи. Бе многу тешко, меѓутоа во поново време мислам дека и русите таа работа ја олабавија, мислам дека и они веќе дозволија така туристички да може да се лансира на една нивна ракета, пример на Сојуз или на Прогрес. Тоа се три одговори на трите поставени прашања. Ви благодарам за овие прашања и натаму ќе ги прифаќаме вашите СМС пораки на 070-145-921, а сега е точно 22 часот. Одиме со нашиот хит Недолник. Еве неповторно од студиото гостим во ова издание на предпоследната Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Зборуваме вечерва за поврзаностите меѓу Великденот и астрономијата. Во тој контекст, Зоране, Бог познато е дека се јавува религијата, но на еден начин. Многу малку луѓе знаат дека се јавува и во астрономијата. Како се тие поврзани меѓу себе? Па, видите, астрономијата и религијата се доста поврзани, без разлика што се работи за може да се каже, спротставени науки. Ево, самиот почеток на Библијата, нели, се кажува дека најнапред Господ го створи небото и земјата и после ја створи светлината и кога виде светлината дека е добра, ја одвои од темнината. Мислам, тоа се првите записи од Библијата. Сега, сите информации... Што на еден начин се астрономски категории. Да, па видите, астрономите све што пратат на небото, пратат светлината. И сите податоци што ги добиваат, да речеме, за тоа колкава е температурата на Сонцето, на месечината, на некоја звезда, оддалеченост и тоа, ја добиваме ние преку светлината. И оттаму постои таа поврзаност помеѓу светлината и астрономијата. Друга работа, поврзаноста, уште во најстаро време, значи да збориме од египетските свештеници. Египетските свештеници биле врвни астрономи. Они пресметале дека од едно надоаѓање на реката Нил, па до наредното надоаѓање на реката поминуваат нешто повеќе од 12 полни месечини или дека секоја трета година поминуваат 13 полни месечини. Исто така египетските свештеници некаде 1200 години пред Христа, они го пресметале циклусот, сотишниот циклус, кој што трае 1460 години. Значи, додеше тука е направена грешка од некаде 47 години. Меѓутоа, во тоа време, отприлика пред 2200-300 години, да се пресмета тој еден циклус, тоа во тоа време представувала револуција. На друго место кај што постои поврзаност помеѓу религијата и астрономијата е тоа да низ историјата, еве, ако го земеме со Сагена, кој што го составува јулијанскиот календар, или нешто подоцна кој што ги составува, кој што, еве, да речеме Христофер Шлосер, или во историјата познат као Христофер Главус, и Алојзо Лилие, кои што се творци на денешниот Грегоријански календар. Они уствари биле врвни астрономи, мислам луѓе кои што познавале многу добро астрономијата, кои што ги познавале на механичко движење на небеските тела околу Сонцето. И леве да го земеме најголемиот можда словенски астроном Никола Коперник. Никола Коперник, мислам, мал број на не на луѓе, него мал број на астрономи знаат дека всушност Никола Коперник не е астроном, него е свештеник. Меѓутоа е човек кој што многу добро ја познавал астрономијата и човек кој што првпат ја предвидел дека нели сите небески тела се движат околу Сонцето, значи кој што го побил оне системот на Птоломеј кој што бил воспоставен некаде
600-700 години пред нејзе. Значи, оттаму постои таа поврзаност. Или еве да земеме да земеме на раѓањето на Исус Христос. Самите тројцата мудреци, нели, кои што дошле од Каспиското езеро од север, значи кои што прателе една звезда. Они прателе една звезда и таа звезда застанала изнад пештерата во која што е роден Исус Христос. Значи, звездата е астрономска категорија. Сега тука самата астрономија се меша со некои своји работи, пример околу тоа појавување на Исус Христос, на околу тоа раѓање. Се зема еден датум, а тоа е датума 17 јуни втората година пред Христос, значи сметано по јулијанскиот начин на броењето на годините. Значи, тогаш што настанува? Настанува една конјункција помеѓу помеѓу Јупитер и Венера. Значи, овие две планети доаѓаат една до друга. И тоа се две небески тела, ако не го рачунаме сонцето и месечината на небото, кои што се најсветли текот на ноќта. Значи, и тие две небески тела кои ќе се спојат, значи, во една точка, тие даваат една звезда која што е многу поголема. И тоа всушност им дава повод, дали на населението во тоашно време, дали на историчарите, дали на тие тројцата мудреци кои што се напишани во Библија, кои што се спомнат во Библијата, дека на небото нешто се случува, а на небото све што се случува е астрономска категорија, мислам. И оттаму постои таа голема поврзаност помеѓу астрономијата и религијата. Пред малку во првото наше обраќање зборувавме за формулите, односно правилата по кои го одредуваме денот Великден. Како нашите предци знаеле дека доаѓа Великден, односно кога ќе биде ден Великден? И сега, со оглед на она девијација што имаат календарите, може ли да се случи без оглед што е таа ситна, мала, меѓутоа јадници години, милиони години и така натаму, има ли предпоставка дека може да се случи ден Великден и ден Божич да се празнуваат во еден исти ден? Да. Па најнапред ова не рековте како старите народи знаеле. Видете, преска она што го спомнав за еврејскиот календар. Еврејскиот календар е лунаро-сончев календар. Значи, он гледа да ги запази и фазите на месечината и фазите на сонцето. Сега, секаде кај што живеат христијани, мислам, ова зборам да речеме пред 500-600 години, секаде кај што живееле христијанско население, кои што го прославувале Великден, живееле и евреи. Мислам, ова зборам пример пред 1000 години, да речеме, кога немало, да речеме, свештеници кои што не ја познавале астрономијата во некои зафрлени делови, било на Балканот или било каде во Европа. Секогаш тогашните свештеници се базирале на едно многу просто правило. Значи, она преска што го рекол. Денот на пролетната рамнодневница, 22 март, еврејскиот празник Пасха и првата недела после полната месечина. Значи, они секогаш чекале или гледале според еврејскиот празник кога доаѓа празникот Пасха, а празникот Пасха обично доаѓа некаде обично во месецот април, сметано по јулијански или по григоријански календар, и оние го гледаат месецот овој празникот, еврејскиот празник Пасха да помине, ја чекаат првата недела, значи полната месечина, и првата недела после полната месечина го знаат дека тој ден, седмиот ден од неделата или денот после Шабаат е празникот Великден. Тоа е едно од останувањето на правилата, да речеме, пред 1000 години. После тоа како што се развива, нели, црквата се развива на еден начин, веќе самите свештеници стануваат се пообразувани и се они добиваат информации, да речеме, зависи од кај епархија. Да речеме, овдека кај нас во Македонија се зима од Цариградската епархија. Цариградската епархија преку своји представници се испраќа пораки до сите населени места и она одредува дека на тој и тој ден ќе се слави празникот Великден. Сега до второто ова што ме прашавте. Видете, овој календаров сегашен што е, григоријанскиот календар, значи, во однос на вистинската вредност на тропската година, он прави грешка од 26 секунди. Сега, ако земеме да пресметаме, пример, после 10, 20, 30 илјади години, ќе дојде, пример, еве едно најпросто, едноставно. Да, едноставно. Да.
денеска ние Божичот го славиме на 7 јануар, Христовото раѓање. Меѓутоа 2100 година ние Божичот веќе ќе го славиме на 8 јануар. 2200 на 9 јануар, 2300 на 10 јануар, 2400 ќе се порамњаат тие, 2500 ќе биде на 11 јануар. Сега, ако тераме така со илјадници години, да речеме после 10-20 години, ќе дојде Божичот и Великденот да се слават заедно. Значи, од тука се прави таа грешка, или после 50.000 години, пример, ќе дојде Великден, Божич да се слави, пример, некаде во декември месец. Значи, со закаснување од 12 месеци од неговата вистинска прослава. Зашто се јавува тоа? Се јавува ради тие 26 секунди што сегашниот григоријански календар неговата вредност е поголема во однос вистинската вредност на тропската година. Тропска година, незина вредност е 365 дена, 5 часа, 40 минути и 46 секунди. А доека григоријанскиот календар е за 26 секунди. Сега, која ќе се насобере овој период, пример за 3300 години, дава разлика од еден ден. Што значи, еден ден после 3300 години ќе се јави фазла некаде, ќе се јави грешка, ќе се јави прво грешка кај самите компјутери. Тоа е за, мислам, за еден краток период тоа не значи ништо, меѓутоа за период после 10.000 години таа грешка и така ќе биде позната, мислам. Можете интересни обсервации и толкувања. Во студиото ја продолжуваме нашата сторија, поврзаноста меѓу религијата и астрономијата со акцент на великденските празници. Сега, Зоране, ние знаеме дека на овие денови, на денот Великден, во деновите на великденските денови, го прославуваме воскреснувањето на Христос. Дали овој празник сепак има и други значења? Па да, видите, накратко ќе малце хронолошки ќе се вратиме на Библијата. Нели Библијата започнува ко со Адам и Ева, па после нели доаѓа дедо Ное со неговата арка, па после нели доаѓа Аврам кој ќе го прави заветот со Бога преку син му Исак и доаѓаме до Мојсей. Мојсей е еден од најголемите пророци што се јавува, мислам, кај евреите. И евреите и ден денес сметаат дека пророк као Мојсей нема да се роди. И Мојсей всушност е нели оној, значи од вода изваден, кој што се е избркан од страна на египтјаните, и он на Синајската гора, таму нели го прима заветот од Бога, односно ги прима ние 10 Божи заповеди. И се што се Мојсей во самото петокнижие кое што напишано во Библијата воспоставува еден ред од закони. Значи, може да се каже правни, морални, етички, секакви видови на закони. Сега, после 1200-300 години од после Мојсей се јавува Исус Христос. Сега, кај е тука спојот помеѓу нив двајца? Што е разликата? Значи, самите евреи тука го предаваат Исус Христос, затоа што евреите као за свој пророк го сметаат Мојсей. Меѓутоа, кај е големината тука на Исус? Еве ќе кажеме само еден најпрост пример, да речеме. Во Новиот Завет многу го опишува дека доколку некој бе удри по десниот образ, вие завртате му левиот, мислам. Наизглед една реченица која што нема некој логички редослед. Меѓутоа, што сака да се каже? Евреите потекнуваат од семиската група на народи кои што биле многу осветољубиви меѓу себе. Значи, таму секојдневно се вршеле некои си крвни освети. Тоа многу им подпомагало и законите што биле напишани од страна на Мојсей. Кај што Мојсей вели, да речеме, глава за глава, рака за рака, нога за нога, око за око, зап за зап и слично. Меѓутоа доаѓа Исус Христос и вели, доколку некој удри по левиот, да. Сега, он се знае што сака да каже. Сака да каже дека делот од крвната освета што е, треба да заврши некаде. И он нека биде последниот кој што ќе заврши, значи да не се пренесува на поколенијата. Друга работа која што ја носи Исус со себе е тоа што он во своите говори наведува дека пред Бога се еднакви сите. И оној кралот што е, и оној недолниот простек. Значи носи една нова социјална категорија на закони, која што не е наведено кај Мојсей. Според Мојсеовите закони, човек има право да има свој роб,
и тој роб треба 7 години да му служи и после 7-та година да биде пуштен и да биде продаден и така натака. Значи Исус носи една нова социјална категорија на закони во неговата религија. Друго кај што се разликува од Стариот Завет, Новиот Завет е тоа што пример за прв пат во историјата се дава некакво си право на жената. Затоа што во Стариот Завет никаде не се споменува ни една жена, додека во самото кај Исус се спомнати доста жени. Значи дадено е големо значење на неговата мајка Марија, на блудницата Марија од Магдала, нели, која што после цел живот она го прати него, после жените Марија и Марта од Витанија и слично. Значи, што во Стариот Завет на некој начин било незамисливо. Значи, за прв пат во историјата се дава право некој на жените. Друго, што се разликува Стариот и Новиот Завет, е тоа што им е дадено на луѓето слободно веќе сами да размислуваат. Тука поготово е дадено од делата на апостол Павле. Значи, кога апостол Павле го прашуваат дали ние евреите смееме да јадеме свинско или дали ние да вршиме образување, затоа што образувањето кај машките деца е еврејски обичај, не е муслимански обичај. И апостол Павле вели дека можете сами ништо нема да добиете, ништо нема ни да изгубите. Значи, он им остава самите на луѓето да решат за тоа. Значи, едни закони кои што се многу понапредни. Сега, што се случува хронолошки тука да ја вратиме последните 3 дена, значи петокот, саботата и неделата. На петокот, 13 Нисан, Исус е распнат. Он умира на крст. На сабота, кога е денот на Пасха, значи шабаатот, он целиот ден престојува во гробот. И во недела, кога он оди, кога жените Марија и Марта одат на неговиот гроб да го зачистат, они гледаат дека каменот е трнат и веќе таму не се наоѓа Исус. Што овдека сакам, мислам, што се кажува фигуративно. Значи во петок кој страда? Кој умира? Умира Стариот Завет. Умират законите што владеат во Стариот Завет. Во саботата си го слави оној кој што ги слави Стариот Завет. А доека во неделата што воскреснува? Воскреснува Новиот Завет. Едни нови правила, едни нови закони што се дадени во историјата. Едни закони кои што се многу посовремени, многу по-прифатливи, многу по-добри, многу по-слободумни за разлика од законите што биле напишани во Стариот Завет, кои што може да се држат стрикно за она како што биле напишани рецимо од страна на тогашните рабини и свештеници. Тоа е всушност ние што го славиме за Великденот. Значи тоа воскреснување на еден нов стил, нов начин на живење. А сега ќе го замолиме нашиот соговорник Зоран Милчевски да прокоментира. Ќе биде интересно тоа да се чуе што ќе речат астрономите за потеклото на символот на црвеното јајце. Па да, интересен, мислам интересно од каде потекнува. Блудницата која што нели Исус во Библијата ја спасува, нели, од каменување, кога вели кој нема ни еден грев, прв нека го фрли каменот према незе. Низиното име е Марија од Магдала. Сега видите, тука би сакал да напоменам нешто, често се прави грешка околу ово име, се споменува како Марија Магдалена. Марија Магдалена е некоја си шпанска-италијанска изведба на ово име. Иначе вистинското име на таа блудница е Марија од Магдала. А Магдала е градче кој што денеска се наоѓа на периферија, мислам као некоја си населба или селце поред Ерусалим. Иначе во тоа време во каков контекст е Марија со црвеното јајце? Па откако во неделата, нели, кога он воскреснува, она зима едно јајце, го фарба, нели, со црвена боја, тоа е символ, нели, на крвта, и го праќа на тогашниот римски владетел Тивери. Као символ, еве дека воскреснува она преска што го кажа, воскреснува еден нов закон, едни поубави правила на едно меѓучовечко однесување во тоа време. Значи, тоа е символот на црвеното јајце. Тоа е испраќање на Марија од Магдала на тогашниот римски цар Тивери. И од тогаш станува традиција да секоја година
по повод Великден, нели, да, мислам по повод воскреснување на Исус Христос, да се фарбаат тие црвени јајца. Меѓутоа, нели, нормално кај различни народи, различни се толкова. Во тоа време биле фарбани три јајца, кај што и ден денеска, мислам, допред 100 години, всушност за Великден се фарбало 3 јајца. Едно јајце, нели, било за куќата, едно за стоката и едно, мислам, за црквата. А добро, дали и останатите и другите религии, како што е исламот, јудејството и така натаму, имаат празник кој што е по нешто сличен на Великденот, да не речам идентичен? Да, сите три монотеистички религии, значи јудеизмот кој што се јавува како прва монотеистичка религија, од кој што после испаѓа христијанството, исламот си имаат свои вакви празници кој што е Великденот. Кај евреите тоа е најголем празник е Пасхата. Пасхата секогаш се паѓа на 14-тиот ден во месецот Нисан и во еврејскиот календар се е така наштелуван, така се дотерува, значи почетокот на новата година, односно први Тишри, да секогаш 14 Нисан се падне на денот сабот или шабаат, никој што го нарекуваат. Значи ден на одмор кај евреите е саботата. Сега што они прославуваат на тој ден? Пасха значи премин, односно духовен премин. Значи, односно се слави или како што они уште го нарекуваат празникот на бесквасните лебови. Значи, празникот на бесквасните лебови. Кога, нели, Мојсей се зајадува со тогашниот фараон и едно од последните, нели, едно од последните црни работи кои што му ги праќа, нели, на фараонот е тоа да секој првородено машко дете во египетската држава настрада, односно да почине. Сега, за да тоа не се случи, за да ги заштити еврејските деца, он наредува, мислам, на својот народ, на евреите, им вели да заколат по едно јагне, да го со влезот на вратата, да го попрскаат со крвта на јагнето, да направат чорба од горки плодови, за да се седат на горкиот живот, нели, што живееле во Египет, и да направат леб без квасец. Значи, и со тоа, всушност, така се символизира тоа преминување на Мојсе, нели, мислам сега да скратим малку приказката, Мојсе го поминува Црвеното море, удара со стапот, нели, на водата се раздвојува и он ги поминува евреите низ Црвеното море и ги носи во ветената држава, односно во Палестина. Сега тоа всушност значи символ, тој премин, тој духовен премин, значи преминување од една религија која што содржала повеќе богови во една нова религија која што всушност ќе се почитува само еден бог. Значи, и со тоа ним ги носи оние, нели, преска што ги спомнавме 10 Божји заповеди на двете плочи кои што му биле напишани горе на Синајската гора. Истото тоа го има и во исламот. Во исламот тоа се празнува во 9-тиот месец Рамазан. Рамазан. Рамазан е 9-ти месец во исламскиот календар, меѓутоа поради тоа што исламскиот календар е за 11 дена пократок во однос на денешниот григоријански, секоја година за 11 дена порано се поместува и самиот празник на прославата. Меѓутоа, муслиманите во тој месец, значи целиот месец, они се должни да го држат оној пост, односно од изгревот на сонцето до заоѓање на сонцето, они да се откажат од секакво внесување на храна, вода, на пијалок, на тутун, на се тоа од сите оние интимни работи, за да се докаже верноста према Бога. И тоа не е од Рамазан, од тој месец значи вруќ песок. Значи на арапски Рамазан значи вруќ песок. И од тука, за да верноста биде поголема према ова, значи Мухамед тогаш и луѓето кои што го пишуваат, нели, Куранот, им кажу и нагласуваат дека не е доволно само да се биде верник на збор, него тоа мора да се докаже во најтешкиот месец. Значи во најтешкиот месец луѓето да се откажат од јадење, а поготово од вода. Мислам, пошто знаеме, нели, кога се појавува Куранот се појавува во Саудиска Арабија на предел кај што е температурата кај што достигнува и до 50 на степени во сенка. Значи и муслиманите го имаат тој празник Бајрама, некој што го нарекуваат. Сега во продолжение можеби ќе биде интересно да видиме какви се разликите и сличностите
кога станува збор за постот. Како се пости кај нас, кај православните, а како кај римокатолиците, например. Но, да го оставиме ова за малку подоцна, со оглед на тоа што е точно е 23 часот, да го чуеме нашиот хит Неделник. Добро, Зоране, рековме пред малку ќе конвертираме едно прашање, ајде сега да го отвориме, значи да зборуваме малку за постите. Кај нас православните знаеме колку време се пости и како, но колку трае постот и како постат римокатолиците? Па бе, мислам, кога веќе сме кај постот, да го објасниме. Мислам, постот нели е откажување од мрсна храна, меѓутоа постот не е само од откажување од мрсна храна, него откажување од обемна количина на храна. И сега православниот се тие постои се доста строги. Примерно само за великденскиот пост трае 48 дена и 49-тиот веќе може да се мрсе. Сега, ако ги насобереме во сите пости во православниот свет, тука рачунајќи ги нели средите и петоците, кај што исто така се пости, испаѓа дека 219 дена во една година, од 365 дена треба да се постат. Значи сработи се на доста строги постои. А што се однесува кај римокатолиците, нели со самото одвојување на црквата 1054 година доаѓа и до одвојување и на некои и на многу закони што важеле во тоа време, нели, заеднички кај сите христијански цркви. Пример, кај римокатолиците тие работи се доста упростени, доста се за разлика него од кај православниот свет. Таму вторникот, значи кај римокатолиците, пред постот, вторникот се одржува карневал. Карневал значи, всушност, називот на карневал е збогум на месо. Карневал значи збогум месо. Значи, со тоа црквата им дава право на луѓето да речеме во вторникот, значи вие можете да јадете, да пиете, да се веселите, да правите секаков џумбус, значи, али од утредента, а утредента е ден од пепелница, некој што го нарекува, значи од среда, кај ни започнува постот, од среда веќе мора да се пости и при тоа целиот пост да помине во еден мир и во една тишина. Значи тоа е всушност кај нив и кај нив постот е многу либерален за разлика од нас. Друга разлика е тоа што кај римокатолиците пример они се откажуваат само од месо и од сите сувомеснати производи, значи се оно што содржи крв. Сега, идејќи со текот на времето, нели, времето на некој начин иде паралелно со црквата, сега и самите свештеници кај нив уште повеќе го либерализираат тој пост. Сега, доколку да речеме некој за време од тој 30-дневен пост што е кај нив Великден, што е само еднаш во годината, не може да се откаже од месо, значи навикната е да речеме некој си да јаде месо и не може без него, он тогаш мора да се откаже од некој си друг греф. Да речеме од или од некој си друг порок. Пример, да не пуши, од цигарите. Доколку и од тоа не може да се откаже, мислам и од месото и цигарите, мора да се откаже од некој друг порок, да речеме да не пие. Или па доколку и од тоа не може да се откаже, да се откаже од некои интимни средби со неговата жена. Значи кај нив постот е многу либерален во однос од православниот свет. А доека што се однесува кај протестантите, они па воопшто немаат пост. Мислам, они немаат ни некакви си вакви строги официјални работи кои што се работи во православието или во католицизмот. Дали ќе биде претешко прашање за тебе ако се вратиме во она така наречена во нашиот некогашен социјализам доскорашен? Која е причината поради која во социјалистичките земји религијата беше некако во втор план? Па видите, што нам, јас сум роден во тој период, нели, во тој комунизам, во тој социјализам, религијата која беше, па најверојатно они сакаа да си, видите што направија комунистите. Значи, они, ако го земете крстот има 4 крака, има 4 краци, нели? А доека комунистите сакаат да завладеат,
и сега ни крстот само го промени, односно долниот дел го расшири и додаде уште еден крак. Така да нивниот крст едноставно беше со 5 краци, односно звездата. Сега зашто тоа го направија? Може да има и некоја причина, мислам, првенствено тоа потикне од Советскиот сојуз, од првата социјалистичка држава, од причина што Советскиот сојуз беше многу религиска држава. Таму имаше и православни, и римокатолици, и голем број на евреи, и муслимани, и сите. Сега, за да не дојде до тоа меѓурелигиски судир во една таква голема држава и за да може државата полесно да владее, они мислам дека таа причина ги на некој начин ја забранија религијата, мислам, и иако официјално никогаш во Советскиот сојуз не на некој начин не беше забранета религијата. Мислам, во прошлава емисија кога зборевме за Јури Гагарин, собата на Јури Гагарин, мислам, ја имам на слика. По собата на Јури Гагарин, кој што важил за еден тврд комунист, односно морал да биде еден таков комуниста во левиот агол, во левиот горе нагол од собата, мислам, таа слика можете да ја најдете секаде на интернет и било каде, ќе видите дека во левиот агол горе му постои икона сова. Значи комунистите ете така не ја пропагираат црквата, меѓутоа добро, не ја забранија, меѓутоа сепак она на некој начин се живееше паралелно со народ. Мислам, исто се карактеризира и кај нас. Мислам, јас сеќавам као дете ова собирање на млади луѓе што тогаш сега се прави, нели, пред соборниот храм овдека во Скопје или во другите цркви овдека во градот. Пред едно 20-30 години се правеше пред црквата Свети Димитрија, нели, кај камениот мост. Така да, мислам, таа традиција, што знам, они пробаа да уништат, меѓутоа видеа дека е тоа иде многу тешко, дека можда само да си направат непријатели и после на некој начин мислам дека дигнаа раце и од сето тоа и дозволија да си течат работите како што. Такова беше едно тампон прашање, да се вратиме на нашата тема. Колку астрономски е поврзана звездата што ја прателе тројцата мудреци дадени во Библијата со раѓањето на Исус од Назарет? Па да, видите, има тука неколку совпаѓања со таа звезда. Таа звезда во неколку наврати се пишува. Се јавува една конјункција кај и помеѓу Јупитер и Сатурн 7-та година пред Христа. Исто се јавува еден спој на звездите, значи да стануваат една помеѓу друга, значи Јупитер застанува позади Венера, гледа на небото. И при тоа се јавува една огромна звезда. Меѓутоа, тоа се јавува втората година пред Христа, на 17 јуни втората година пред Христа. И ако земеме гледано од библиска гледна точка, мислам дека овие податоци и не се баш најточни. Од една проста причина што во Библијата многу во стои е запишено дека Исус почнал да проповеда во 15-та година од владењето на кралот Тивери. А кралот Тивери според римските закони стои дека владеел од 14 година до 37 година кога умрел од природна смрт. Значи еден од ретките владетели кој што не бил убиен во Рим. Сега, исто така во Библијата се споменува дека Исус е раснат на 33,5 години. Значи, ако земеме сега да направиме една... А исто така и во Библијата е запишано дека кога тројцата мудреци отишле и му кажале на кралот, на Ирод, четворовласникот, дека е роден кралот на евреите, Ирод им рекол да го донесат тоа малечкото дете и он да му се поклони на него. Меѓутоа мудреците ја разбрале на неговата лукавост и они не го вратиле кај Исус, меѓутоа го однеле во Египет. Сега, според римските закони стои дека Ирод, четворовласникот, починал 749 година, март или април месец, според римскиот начин на броење на годините, што одговара со 4-та година пред Христа. Значи, ако ги собереме овој период од 4-та година до 29-та година, испаѓа дека Исус живеел во тој период од таа 4-та година па се до 29-та година. Мислам, тоа исто се совпаѓа со еден друг римски податок, кој што кажува дека прокураторот на областите Јудеја, Идумеја и Трахонитида Понти Пилат владеел во тој период, во тие три епархии во тоа време, од 26 до 32 година,
кога бил 32 година бил разрешен поради некакви си малверзации што ги правил, и 35 година најден убиен на во Средоземното море. Значи, таа звезда што се јавува таму во тој период, значи никако не се јавува во периодот од таа 4-та година кога се смета дека Исус Христос е роден. Значи се јавува 2 години подосна, значи 2-та година пред Христа, или имаме едно совпаѓање на звездите Јупитер и Сатурн 7-та година пред Христа. Значи, меѓутоа тоа во Библијата е земено како еден многу голем настан. Затоа што сите овие евангелии, еве да речеме евангелијата што се напишани од 4 евангелија, они се напишани во периодот некаде од 60-та година па до 100-та година после Христа. Значи, така да овој астрономски феномен, значи ова појавување на исто место на Јупитер и на Венера, значи втората година, е земено како некако си некој астрономско совпаѓање на небото со раѓањето на Исус Христос. 23 часот и веќе 34 минути наближуваме до крај, што ќе рече до крајот на нашата програма, што ќе рече дека треба да приведеме нашата сторија вечерва кон крајот. Зборуваме, нели, за контекстите, заедништвото, заедничките контексти што ги имаат религијата и астрономијата. Епа сега ќе одиме малку и на филмските уметности, односно дали Зоран за тебе е јасно како е представен Исус во филмованите стории? Колку е сето тоа реално? Еве патем да подсетам само на филмот Кодот на Да Винчи, на филмот 10 Божји заповеди, на филмот Бен Хур и така натаму. Да, Исус е доста споменуван во филмови. Во 10 Божји заповести не е споменуван, мислам тоа е филм направен за Мојсей, нели, кога ги носи евреите преку Црвеното море. Исто и во Бен Хур се споменува во еден контекст, кај што он на главниот јунак, нели, Бен Хур, кој што глуми Чарлтон Хестон, он му дава вода, значи му потикнува према нешто. Останатите филмови се библиски, е едини филм кој што така се оздвојува, нели, филмот Кодот на Да Винчи. Сега во Кодот на Да Винчи Исус е представен заедно, се нагласува дека негова жена всушност е таа блудница по име Марија Магдалена. Марија од Магдала. Да, па да, не, меѓутоа сака нарочито го кажав Марија Магдалена од причина што сакав да кажам дека прва грешка кај што се прави е тоа се прави со името. Значи она преска што го кажав, Марија е од Магдала, селце тогаш во тоа време, значи, затоа што кај евреите секогаш се нагласува потеклото од човекот од каде, као пример Исус од Назарет или Јуда Искариотски, значи он е човекот кој што го предал на Јуда на Исус е Јуда од Кариот. Значи Иш значи човек, а Кариот е место. Сега во овој филм се нагласува дека Исус имал жена и дека он имал потомство и дека тоа негово потомство, нели, после се преселило во Франција или така натака. Сега ова е само комерцијална верзија, мислам, нема некаква вистина или вредност, нема вистина од една проста причина, мислам. Во тоа еврејската света книга Талмуд е напишана отприлика некаде 300 години после Новиот Завет. Евреите гледале по секоја цена да го оцрнат Исус Христос. Значи они кај него му барале било каква грешка он да направи, значи во своите ставови или своите кажувања, па за да може да го оцрнат во нивната книга. Сега во нивната книга он е представен во најтешки погрдни зборови, значи за него се споменува као кучкин син, као Балам, значи душман на својот собствен народ. Меѓутоа, она што е карактеристично, никаде во еврејската света книга Талмуд не пишува дека Исус као пророк имал жена. А као пророк, значи најголем грев би било тоа он да би имал жена. Значи, ако некој би требал тоа да го напише, тоа прво би биле евреите, затоа што евреите поради тоа пишување за Исус, они многу страдале низ историјата и неколку пати им било нагласувано да го сменат тоа пишување, меѓутоа они и покрај тие огромни жртви што ги дале,
мислам во текот на својата историја, но не сакале ни една буква да промена тотално. Значи, она што сакам да го кажам, тука е нагласена само таа комерцијална верзија, комерцијална страна на овој филм, мислам, кој што потигна голем еден публицитет и она стана една, не само книгата, стана еден од најчитаните бестселери и исто така и филмот стана еден од најгледаните филмови пред 5-6 години кога излезе. Значи, меѓутоа нема никаква вредност и не е ништо точно што е напишано што е дадено и во книгата и во филмот. И да завршиме со календарите, познато е дека нашата македонска православна црква, српската, црногорската, руската, украинската, ерусалемската црква, Света Гора и некои помали епархии во Чешка, Полска и така натаму работат по јулијански календар. Сега, треба ли МПЦ да го менува календарот? Па видите, ова е многу тешко прашање, мислам. Кај народот се воспоставени веќе некои обичаи и празници кога он како да го слава. Ние Македонската православна црква гледана од астрономска гледна точка ја зборам, мислам, не зборам религиозна. Јулијанскиот календар е многу погрешен календар. Значи, он на 128 години он прави разлика од еден ден. Значи, он е подугачок за 11 минути и 14 секунди. Меѓутоа, јас сум и као астроном и против тоа Македонската православна црква да го земе као свој званичен календар и Григоријанскиот календар, затоа што и овој календар е многу погрешен календар. Сега, 1923 година, тогашниот вселенски патриарх Мелитеос IV Метахакис свикува вселенски собир на сите православни цркви во светот. Сега, на овој собир учествува и као представник од тогашното кралство на србите, хрватите и словенците, присуствува и подпредседателот на Српската академија на науки и уметности Милутин Миланковиќ, као член на кралската наука, и као духовно лице присуствува Гаврило Доџич, значи епископ приморско-црногорски. Сега, нови вселенски собир, Милутин Миланковиќ поднесува еден нов календар, наречен ревидиран јулијански календар или преправен јулијански календар. Сега да кажем и ова дека овој јулијански календар го изработува човек по име Максим Трпковиќ, кој што по потекло е од градот Кичево, односно кој што е македонец, кој што студира во Белград и нормално во тој период, нели, ако сакал некој да студира или да напредува, морал да се презива неиз. Значи го прави човек кој што во потекло е од Македонија, од градот Кичево. Сега во што се состои вредноста, мислам да скратиме малце тука. Се земаат првите две цифри од секуларната година, значи се делат со бројот 9 и доколку остаток е 2 или 6, годината да е престапна. Зборам за секуларни години. Секуларни години, значи се оние години кај што третата и четвртата цифра се 2 нули. Значи, ако секуларните години ги поделиме со 9 и дадат за остаток 2 или 6, првите две цифри, да годината да е престапна, ако не да не е престапна. Сега, од тука, значи, идејќи по овој редослед, овој ново ревидираниот јулијански календар и Григоријанскиот календар заедно ќе да се до 2800 година, кога Григоријанскиот ќе погреши, па 2900 ќе се порамњат, па 3900 Григоријанскиот ќе погреши, па 3300 ќе се порамњат и после тоа Григоријанскиот ќе биде тој кој што се греши. Меѓутоа интересно е што на овој собир Србија, иако го поднесе овој календар, нели, кралството на србите, хрватите и словенците, го предлага, они не го прифаќаат овој календар. Прва која што го прифаќа од 1 јануар званично 1924 година е Грција. 1968 година го прифаќа и Бугарија, а нешто подоцна го прифаќа и Романија. Така да денеска и самата македонска православна црква во многу наврати греши кога вели дека грците, бугарите и румуните Великденот го слават по еден датум, а Божичот го слават по друг датум. Они не. Они си го слават гледано од астрономска гледна точка, го слават најточно. Мислам, зборам гледано од астрономска гледна точка. Затоа што они го запазуваат фазите онака како фазите на месечината, фазите на Пасхата и фазата на 22 март као денот на пролетна денодневница.
Меѓутоа, ја запазуваат и она астрономска вредност, затоа што овој нов ревидиран јулијански календар ќе направи грешка за период од 43.300 години, што во однос на Грегоријанскиот календар е многу попрецизен. Меѓутоа, велам, повторно кажам, мислам, многу е тешко сега народот вие да го привикнете или да го натерате, да речеме, Божич да го слави на 25 декември. Значи, заедно со римокатолиците да го слави. Или да речеме, празникот Илинден да треба се помести 13 дена уназад. Мислам, тоа навистина е многу тешко. И денес и во Грција има поедини епархии кои што се уште некои празници ги тераат по стариот јулијански календар. А да не збориме во пример за Бугарија и за Румунија, кај што цели епархии, мислам, цели делови од бугарската држава си, пример Божица си го слават по стариот јулијански календар. Мислам, истото и во Романија се случува. Мислам, тоа навистина е многу тешко прашање. Меѓутоа, и сегашниот јулијански календар е преска што нагласувавме во мисијата, пример, после 10.000 години, пример, или не после 10.000, после 92-3 години Божич веќе нема се слави на 7, него ќе се слави на 8. Значи и тука и овој календар сегашниот прави грешка. Значи нешто мора да се направи, некој компромис. Нешто мора да се направи. Астрономски компромис е, мислам да се прифати овој ревидиран јулијански календар за да се поклопат и фазата на празниците и астрономската фаза. Додека се случи тоа прифаќање, останува овој проблем да биде акутен и актуелен. Да, во исто време. Тоа би било се евене пред самиот крај, уште 15 само минути. Зоране, ти благодарам, се слушаме, се гледаме што е многу подобро да се рече следната недела. Благодарам што ме поканивте.